Zdravo, јас сум Жаклина, тренер за личен раст и развој. Вие сте на каналот Ти можеш и добре дојдовте во уште едно ново видео. Темата на денешното видео е да се живее сега и овде, да се живее во мигот, односно свесно да се живее денот, а преку свесното живење на секој ден, преку свесното креирање, преку уживањето во миговите во денот, да го креираме својот живот и да уживаме во него. Оваа тема ја одбрав затоа што е една од најважните работи кога ќе одлучиме да работиме на себе, на својот личен раст и развој, да ја освестиме важноста на секој миг од нашето живење и колку што можеме повеќе да бидеме присутни во сопствениот живот, да бидеме присутни сега и овде и од тоа да го земеме најдоброто што можеме и што умееме. Децата природно знаат да се тука, на местото каде што ги прават нештата, да уживаат во тоа што го прават, во својата игра, фокусирани, среќни, задоволни, исполнети, а потоа некако низ животот го забораваме тоа преку многу обврски, притисоци, задачи што си ги поставуваме. Па јас се надевам дека ова видео ќе ни послужи да се подсетиме на важноста на моментот кој што го живееме и начинот како го правиме тоа. Многу често во животот се оптоваруваме со она што поминало, со нашето минато. Можев да направам вака, можев така, зошто не беше вака, зошто не беше така, боли, тежи, проблеме, предизвике. Меѓутоа, многу од тие работи останале во минатото. Ние не можеме да влијаеме, не можеме да ги промениме. Свесно и одговорно ги носиме сите работи од нашето минато во иднината, односно во сегашноста, и тие влијаат многу врз квалитетот на нашето живење сега и овде, а влијаат и на нашата иднина. Од друга страна пак, ние ја креираме нашата иднина, се разбира, правиме планови, се надеваме, замислуваме, имаме соништа, идеи. Меѓутоа, она што треба да биде, ќе биде. Многу работи од нашата иднина не зависат од нас. Ние ќе направиме се што можеме, се што знаеме и се што умееме. Меѓутоа, постојат многу работи кои се поголеми од нас, кои не зависат од нас, многу работи од кои ние трпиме секојдневно влијание и затоа креирањето на нашата иднина нека биде во некоја широка рамка, во рамка во која ние знаеме што сакаме, меѓутоа можеме да живееме дури и ако не биде така. Можеме да се носиме со сите предизвици што ќе дојдат. И така ќе се ослободиме од постојаниот притисок дека ние константно денес мора да правиме нешто за да ни биде подобро утре, за да обезбедиме иднина, за да се чувствуваме сигурно и така натаму. Единствената сигурност е во тоа дека ништо не е сигурно. И затоа треба да се опуштиме, да го живееме она што ни се случува и убавите и неубавите работи и да живееме со полни гради, сега и овде, затоа што тоа е единственото нешто што го имаме. Што значи да се живее сега и овде? Тоа значи да се биде свесен за се она што ни се случува и максимум колку што можеме да уживаме во тоа што ни се случува. Затоа што секој ден, секој сат, секој миг ни е дар и токму поради тоа треба да бидеме благодарни. И таа благодарност да не води да ја наоѓаме својата среќа во малите работи кои што во текот на денот ни се случуваат. Да се живее сега и овде значи кога ќе се разбудиме наутро, да погледнеме низ прозорецот, да го видиме денот кој што се раѓа или кој што се родува, да го погледнеме небото, сонцето и да бидеме свесни дека имаме можност уште еднаш да ја видиме таа магична и прекрасна слика и да бидеме благодарни за тоа. И тоа да пробуди насмевка на нашето лице. Задоволство, затоа што сме тука, затоа што можеме да го видиме тоа. Значи да се испие кафето или чајот или кое е наше задоволство да го имаме како ритуал рано наутро, со апсолутна присутност и свесност за мирисот, за вкусот, да почувствуваме како голтката поминува низ нашиот организам, како ни предизвикува некакви емоции, на задоволство, на исполнетост, на убавина. Да се јаде свесно,
со благодарност дека ние ја имаме таа убава храна, дека ние сме ја приготвиле или дека некој за нас ја приготвил. Да го почувствуваме вкусот, мирисот, богатството од бои кои што се наоѓа на нашата маса, затоа што го немаат сите луѓе тоа. Ние го имаме. Би било убаво да не облие некоја благодарност и да ни овозможи да уживаме во разговорот или во тишината, со партнерот, со децата, со луѓето кои што сме ги поканиле на гости, или пак, иако сме сами, во собствената самотија. Знаеме ли да го правиме тоа? Го правиме ли често? Го правиме ли секојдневно, си дозволуваме ли себе си неколку пати барем во денот да бидеме присутни во нашето сега и овде и да го живееме со полни гради, со уживање, со радост, со задоволство и со благодарност, што ни е дадена на дар таа можност. Или пак го забораваме тоа, трчајки од утро до вечер, да стигнеме на работа, да ги завршиме задачите, обврските, да обавиме телефонски разговори, да испратиме мејлови кои што понекогаш, верувајте ми, воопшто не се важни и не се мерливи со она што ќе ви го даде мигот, со едно испиено кафе или чај или што и да е во тишина, со свесноста за тоа дека сме сега и овде и дека можеме да уживаме во моментот, да уживаме во себе си. Колку вреди тоа? И дали таа вредност на тој миг може да се мери со било која друга обврска? Дали трчањето низ животот не прави среќни? Дали размислувањето за она што било или не било во минатот? Знаеме ние да живееме сега и овде и во мигот, тогаш кога сме многу среќни, тогаш кога на нашите најблиски им се случуваат многу убави работи или нас. И во тие мигови на среќа, радост и задоволство, кога нешто славиме, ние сме апсолутно присутни. Но за жал, и тогаш знаеме многу често да не стигнеме, да си одиме порано, да размислуваме колку работа имаме, што треба да направиме, дека немаме пари да дадеме доволно како подарок или да си купиме нешто за себе, дека не изгледаме така како што сакаме. И сите тие убави мигови ги правиме да ни бидат оптеретување и вниманието го задржуваме на нешто што е сосем неважно. Исто така знаеме да живееме во мигот и тогаш кога се случуваат неубави работи. Тогаш знаеме да бидеме сега и овде. Тогаш знаеме да се посветиме на потребите на телото. Тогаш знаеме да го гледаме пријателот во очи и да го слушаме концентрирано. Тогаш забораваме на сите своји обврски и трчаме да се најдеме, да помогнеме, да направиме. Зошто мора да чекаме да ни се случуваат такви работи? Кога можеме и денес со некој близок да седнеме, да уживаме во тишината, во разговорот, во мирисот на тоа што го пиеме или јадеме, во вкусот на храната, во погледот, во насмевката и да му го дадеме на оној кој што многу ни значи, го сакаме, го почитуваме, највредното нешто што го имаме. Нашето присуство, сега и овде, и можноста и моќта да уживаме во тоа. Ви посакувам убав ден, исполнет со мигови на уживање и мигови за свесност, за сега и овде, за нашата присутност. Ви посакувам да верувате во себе и се она што сте помислили и замислиле дека можете, ако вие верувате дека можете и целиот свет да вели дека не можете, вие можете. Немојте да дозволите никој да ве убеди да се откажете од вашите соништа, желби и ситни мали задоволства кои го сочинуваат секој ден. Живејте сега и овде и уживајте во животот. Ви благодарам на вниманието, ви благодарам на поддршката, на коментарите, на прашувањата, на тоа што ги лајкувате и споделувате моите видеа и моите постови на страницата Ти можеш, и се надевам дека уште многу долго, сега и овде, ќе бидеме заедно и ќе уживаме во мигот. Ви посакувам се најубаво.